Предлог законот за заштита од пушење доби поддршка и од лекарската комора. За лекарите ова не е политичко, туку животно прашање, бидејќи станува збор за здравјето и заштитата на граѓаните, пред се на децата, младите и ранливите категории. Од комората велат дека докторите секојдневно ги гледаат последиците и уверуваат дека строгото спроведување на законските мерки ќе значи помалку хоспитализации и повеќе спасени животи. Следејќи ги добрите европски практики, лекарската комора смета дека новите мерки за контрола на тутунските и никотинските производи, како и заштитата од пасивно пушење, значително ќе придонесат за намалување на бројот на нови корисници на овие производи, ефикасна заштита на непушачите во затворени простории и создавање здрава животна и работна средина. Во меѓувреме, проблемот со отпушоците добива и безбедносна димензија. Сдруженијето на граѓани за почиста Македонија испрати петиција со над 1000 потписи до владата и МВР. Бараат системот Безбеден град да детектира и казнува фрлање отпушоци од возила. Отпушокот не е ситница, тој е загадувач, но и потенцијална искра за пожар, вели Марко Џамбазовски. Но покрај естетскиот проблем, тука имаме и еколошки проблем, затоа што еве да го земеме отпушокот како најчест отпад кој што го наоѓаме по улиците, тој има премногу токсични материи кои што ја загадуваат и почвата и водата. И потребни се многу години за да се разгради тој отпушок, затоа што содржи многу микропластики. Исто така, ова е закана и за јавната безбедност, да не забораваме дека во Македонија имаме огромен број на пожари во текот на годината, а еден од најчестите причинители е токму фрлениот отпушок од несовесни граѓани. Системот Безбеден град засега може да регистрира само прекршоци утврдени со закон, а за да детектира фрлање од пушоци и друг отпад, потребни се законски измени, вели премиерот Христијан Мицкоски и додава дека без нив системот нема овластувања. Најави дека имплементацијата на СЕВСите треба да започне од 1 февруари, но прво ќе следат почетни фази кои ќе траат неколку месеци, а потоа и проширување на надлежностите.